Паралелно со неизвестноста на политичката сцена, продолжуваат и обидите на ВМРО ДПМН да направи разлика меѓу актуелната дипломатска постава во амбасадата на САД во Скопје и новата администрација во Вашингтон и така да влијае на развојот на настаните по изборите. Целта е да се покаже дека Джес Бејли и неговите соработници наводно солираат и дека не ја следат политиката на Вашингтон. Иако Стейт Департментот на првиот ден од мандатот на новиот државен секретар Рекс Тилерсон потврди дека целосно стои и го поддржува амбасадорот Бејли. Обидите на ВМРО ДПМН се на повеќе колосеци. Освен преку медиумското пропагирање дома, зад сцената се случуваат напори да се направи контакт со новата администрација и неверојатно да се ангажира нова прорепубликанска лобистичка компанија, бидејќи актуелната Дашел Груп е блиска до демократите. Во студиото е колегата Владимир Мирчевски. Владимир, се обидовме да дојдеме до повеќе информации во врска со овие контакти и обиди кои што ги прави ВМРО ДПМН во напорите да отвори канали на комуникација со новата администрација во Вашингтон. Да, Васко, 360 степени има кредибилни сознанија дека минато неделната посета престои на Вашингтон. Владко Ѓорчев го искористил меѓу другото и да оствари комуникација со новата администрација на претседателот Трамп. Според нашите информации, таргет бил кабинетот на подпредседателот Майк Пенс. Меѓутоа, Владко Ѓорчев не успел во намерата да обезбеди средба. Знаеме дека ВМРО ДПМН преку своите лобисти еднаш во претходната администрација успеа да стигне до подпредседателот на САД. Тоа беше пред отприлика една година. Груевски успеа да се сретне со Бајден тогаш. Да, тогаш тоа е точно некаде во јануари 2016 година. Никола Груевски успеа да се сретне со Џо Бајден, со подпредседателот на Америка тогашниот Џо Бајден. Меѓутоа, средбата освен на ниво на фотографирање што му беше овозможено обезбедено на Никола Груевски, не обезбеди исто така поместување ниту за милиметар на американската политика кон Македонија. Веројатно и овој пат проценките биле дека уште на почетокот да се таргетира кабинетот на претседателот Трамп е сепак превисоко ниво и дека контактите и обидите за контакти практично треба да бидат направени на пониско ниво, но еве велиш за сега тоа било безуспешно. Имам информации дека ВМРО ДПМН е во комуникација и со други нови лоби компании од Соединетите Американски држави. Да, точно е тоа. Нашите информации велат дека станува збор за BGR групата. Инаку според портфолиото на оваа лоби групата е нормално ситуирана во Вашингтон, станува збор за 25 годишна историја на оваа фирма, која што вели дека се занимава со лобирање на двете страни, значи и кај републиканците и кај демократите. Меѓутоа, портфолиото и клиентите, меѓу кои што да кажеме и Украина, Шеврон или пак индиската влада, покажуваат дека тие сепак се повеќе наклонети и повеќе кон републиканците. Представници на BGR групата биле во Скопје, но интересно е дека освен контакти со представници на ВМРО ДПМН имале контакти и со представници на ДУИ. Да, наши кредибилни извори велат дека се сретнале со представник на ДУИ, кој што важи дека од крилото на ДУИ на партијата кој што навивало да продолжи понатамошната коалиција помеѓу ВМРО ДПМН и ДУИ. Ти се обрати и до ВМРО ДПМН да побараш став во врска со овие информации кои што ги имаме. Што е одговорот од партијата? Беа поставени две прашања до Центарот за комуникација на ВМРО ДПМН. Првото прашање беше што е целта на посетата на Владко Ѓорчев на Соединетите Американски држави и второто е која е целта на контактите помеѓу BGR групи и представници на ВМРО ДПМН. Добивме одговор кој што вели, ќе цитирам, Владко Ѓорчев присуствуваше на молитвениот појадок. ВМРО ДПМН нема никаков аранжман или договор со компанијата BRG Group. Впрочем, лобирањето за странски држави во САД е јавно и може да се провери дека BGR Group нема ништо со ВМРО ДПМН. Како партија одржуваме редовни блиски контакти со бројни представници од политичкиот естаблишмент, но и влијателни личности во Вашингтон, велат од ВМРО ДПМН. Практично овој одговор не демантира ништо од она што ние објавуваме. Имавме и дополнително прашање до ВМРО ДПМН поврзано со информацијата дека Ѓорчев се обидел да организира средба со кабинетот на подпредседателот на САД. Имаме ли одговор на тоа? Не добивме одговор на тоа прашање. Само на првите две прашања стигна одговор од ВМРО ДПМН. На третото прашање дали Владко Ѓорчев се обидел да стапи во контакт со кабинетот на Майк Пенс и да обезбеди средба, не добивме одговор.
Една од линиите на обидот да се прави разлика меѓу актуелната постава во амбасадата на САД во Скопје и новата администрација во Вашингтон е и преку писмото подпишано од 6 членови на представничкиот дом на Конгресот. Прво подпишан на тоа писмо е конгресменот Кристофер Смит. Во тоа писмо се бара еден вид на отчет, а импликацијата е дека Бејли е пристрасен во активностите кои што ги има во Скопје. Ние ќе се обидеме вечерва да направиме краток портрет на Смит. Кој е Смит? Можеме да почнеме со неговата изјава која што тој даде точно пред 4 месеци во Вашингтон по средбата со Никола Груевски. Значи Крис Смит во октомври 2016 се сретна со Никола Груевски во Вашингтон. Еве што тој тогаш порача. Да видиме. I've been very impressed with Prime Minister Gruevski's leadership. He's a very straightforward leader, a person who really wants to take Macedonia into a even better future. He has a great track record. He's very seasoned, very much committed to the rule of law and democracy. So I'm put me down as someone who has a great deal of respect for him, because I have followed him for a great deal of time. Еве ова е Крис Смит, прво подпишаниот на писмото со кое се бара отчет од амбасадорот Бејли. Владимир, има ли и други врски на Крис Смит со Македонија? Има, не е ова единствената врска. Тој од 2012 година е член на така наречената конгресна група за американско-македонско пријателство. Инаку исто така треба да се каже дека станува збор за конгресмен кој веќе 36 години е во представничкиот дом и тој доаѓа од четвртиот, така наречениот четврт конгресен, односно изборен дистрикт во Нью Џерси, каде што пак има бројно население, бројна македонска диаспора. Има уште еден интересен аспект околу профилот и портретот на Крис Смит. Тој е прв човек на Американската комисија за безбедност и соработка во Европа. Па кога ќе се отиде на веб страницата на комисијата и ќе се види краткиот текст за тоа што историски се случувало во Македонија и каква е оценката за моменталната ситуација во Македонија, се доаѓа до интересна контрадикција на она за што наводно се залага Крис Смит како прв човек на оваа комисија и она што сака да го имплицира со писмото за отчетноста на амбасадорот Бејли. Да, тоа е така наречената Американска Хелсиншка комисија. Крис Смит е председавач на оваа комисија и кога ќе се влезе на нивниот официјален вебсайт во делот за Македонија може да се прочитаат неколку историски работи, историски факти за државата. Меѓутоа интересна е и заклучокот за сегашната ситуација, за актуелната ситуација во Македонија, каде што се вели дека политичката криза меѓу другото е и поради широко распространетото домашно прислушување и односот на државата кон медиумите. Активностите поточно на државата кон медиумите. Да, и логично следува прашањето кога е навистина искрен Крис Смит. Дали кога бара отчет од Бејли, дали кога го фали Груевски, дали кога вели дека во Македонија се случило широко распространето домашно прислушување и дека во земјата се случуваат чудни активности против медиумите. Благодарам за сега. Во 360 степени остануваме на истата тема и се селиме во Хаг, каде е поранешниот амбасадор на Македонија во Соединетите Американски држави Никола Димитров. Димитров, благодарам што сте со нас. Имавте шанса да го следите овој разговор. На сцена во Македонија е обид да се направи разлика меѓу она што го работи амбасадорот Бејли и новата администрација во Вашингтон. Од вашето дипломатско искуство, колку и дали воопшто е можно Бејли и неговите соработници да солираат и да не ги следат инструкциите од Вашингтон? Па, прилично е неверојатно. Смислата на дипломатијата, функцијата на еден амбасадор е да биде глас на својата земја во земјата во која што е акредитиран. Во случајов, амбасадорот Бејли е глас на Соединетите Американски држави во Република Македонија, во земјата каде ги предал акредитивите. Во таа смисла да се оспорува неговиот збор дека не е баш зборот на Америка е
против сите узанси на дипломатијата како професија и воопшто смислата на системот на меѓународното право и така како што функционира светот. Мислам дека веројатно е покорисно да се обидеме да разбереме зошто ова се прави, отколку да дебатираме дали е ова возможно. Мислам дека индицира едно сериозно неразбирање на мотивите на Вашингтон и зад нивната улога во македонската криза на заробена држава и неказнивост. Нити нивната политика зависи од тоа дали Бейли или Хојт Ји или некој трет дипломат од Стејт департментот му се допаѓа или не му се допаѓа Груевски или Заев или една или друга политичка опција во Македонија. Политиката во основа е интересот за стабилност на Балканот, интересот за прогрес кон евроатлантските интеграции, во случајот на Вашингтон пред се приближувањето на Македонија, зачленувањето на Македонија во НАТО и интересот Македонија да има функционална демократија каде што ќе владае правото, а нема да владае еден човек. И покрај тоа што партијата сака да им веруваме да им веруваме повеќе на партиските соопштенија отколку на собствените уши, факт е дека и амбасадорот Бейли и целиот свет слушна за најголемиот скандал од нашата независност. За основани сомненија за огромни злоупотреби и за голема корупција. Тоа представува безбедносен проблем на долг рок и не зависи нити од амбасадорот во Скопје, нити од еден или двајца дипломати во Стејт департментот. Ако Америка престане да поддржува стабилност на Балканот, тоа ќе биде многу крупна промена и тогаш ќе треба да сме загрижени не само за Македонија и за регионот, туку и воопшто за светот. Исто така, и тука завршувам со одговорот на ова прашање, тезата дека инаку да не заборавиме, нападот не беше само врз американската амбасада. Имаше во оној проглас пред Државната изборна комисија опомена и за многу други. И тука има неколку цели. Една од целите е да се обидат да создадат еден вид рефлекс на автоцензура кај самите амбасадори, да не бидат јасни во изјавите, да бидат многу внимателни, по можност да не изјавуваат нешто јавно, да им се на некој начин врзат рацете, бидејќи не е пријатно да бидете напаѓани јавно ако сте во таков ранг дипломат амбасадор. Мислам дека има цел и во однос на членовите и симпатизерите на ВМРО ДПМН на некој начин да се уверат дека сепак нивната политика, ако е ова може да се нарече политика, има поддршка во големите центри како што е Вашингтон, Брисел, Берлин и така натаму. И исто така мислам дека со оглед на влијанието на меѓународната заедница, а посебно на САД, кон потенцијалниот коалиционен партнер дуи на лидерот Ахмети, од кој што зависи кој ќе владее во Македонија по изборите на 11 декември, тука има еден обид да се укаже дека сепак работите не се така како што изгледаат денес, бидејќи сега со новата администрација ќе се смени и политиката. И тоа е во основа целта на оваа јавна кампања. Димитров, каква е тежината, какво е значењето на ова писмо што се појави во јавноста, подпишано од 6 конгресмени, во кое што се поставуваат редица прашања до амбасадорот Бейли и каква е генерално улогата на представничкиот дом во однос на Сенатот во делот на надворешната политика и работата на амбасадорите на Соединетите Американски држави? Прво, во представничкиот дом ова е писмо подпишано од конгресмени. Конгресот е составен од представнички дом, представници на граѓаните на САД и Сенатот по двајца од државите, нели, Соединетите Американски држави. Сенатот е тој што според американскиот устав пред се, нели, председателот. Меѓутоа Сенатот има уставно властување во надворешната политика, тој ратификува меѓународни договори, што ги преговара председателот, и Сенатот е тој што ги потврдува номинациите за амбасадорите на САД во
во третите земји, што ги номинира пак председателот. Представничкиот дом не е беззначаен, нема директни уставни властувања, меѓутоа има влијание во надворешната политика, пред се во однос на буџетските прашања преку силата на буџетот, нели? Тоа е на некој можноста да постави светлина во јавноста за определени прашања и на тој начин да влијае на председателот пред се, а потоа на Сенатот во одредувањето на ставовите и спроведувањето на дворешната политика. Во представничкиот дом има 435 конгресмени, ние сега разговараме за писмо подпишано од 6. Значи многу малку. Процедурата не е особено сложена. Гласач американски може да побара од својот конгресмен, што ја представува неговата изборна единица, да упати прашање на некоја федерална агенција по однос на тема за која што се грижи или која што го тангира. И ние сега имаме една таква ситуација. Мене ми е фрапантно што попредседавачот на Хелсиншкиот комитет на Конгресот, вие на тоа во првиот дел обрнавте внимание, комитет што се бави со почитување на човековите права, согласно документот од Хелсинки од 1975 година, во октомври, значи речиси 2 години во огромната криза на неказнивост во Македонија, укажа дека поранешниот премиер има длабока заложба кон демократијата и владењето на правото. И ако во тоа писмо тој бара непристрасност од амбасадата. Амбасадата е таа која што е дневно вклучена во нашите маки, која што следи дневно, која што го храни State Departmentот со информации, затоа и не зачудува што State Departmentот се разбира застана за својата амбасада и за својот амбасадор. Меѓутоа, ова е авантура на конгресменот Смит, што не е сосем јасна и која што не треба да се земе, не треба сосем да се игнорира, бидејќи тоа не е пријатно нити за амбасадорот, нити за амбасадата, нити за State Departmentот. Меѓутоа, она што е добро е што во суштината е очигледно пристрасна и тој во писмото зборува за леви сили и за десни сили, заборавајќи дека во Македонија повеќе е прашањето дали ќе биде законот над власта или власта ќе биде над законот. Прашањето во Македонија е повеќе дали ќе успееме да ги ослободиме институциите, да немаме дефиниција на заробена држава што ни ја даде Европската комисија во последниот извештај и дали ќе има одговорност за сите, па дури и за највисоките носители за функции, ако има основани сомненија и така натаму. Тој ја представи работата, не баре во Македонија се работи за обична борба на власт меѓу десница и левица. Така, ние не ја гледаме работата и мнозинството од граѓаните мислам дека не ја покажаа на изборите на 11 декември, дека не ја гледаат работата. Меѓутоа, сепак ова не сме сосем да се подценува и повикува на објаснување. Димитров, благодарам што вечера бевте дел од 360 степени. Ви благодарам на поканата. Ова беше Никола Димитров, поранешниот амбасадор на Република Македонија во Соединетите Американски држави.